И по 2 работни дена се уште нема кој да го оцени обвинението за досега најголемата трагедија во поновата историја на државата. Телевизија 24 дознава обвинителниот акт во врска со Кочанската трагедија, во која се вклучени 34 физички и 3 правни лица, веќе е пристигнато во Кочанскиот суд, но председателот Спиро Борисов побарал изземање на судот и испратил барање до апелациониот суд во Штип да одлучи дали Кочанскиот суд ги исполнува законските услови за оценување на обвинението, поради малиот број судии што ги има овој суд, односно само 5. Основниот суд Кочани нема доволен број на судии кои може да одлучуваат за оцена на обвинителниот акт за предметот поврзан со пожарот во дискотеката Пулс. Од овие причини е побарано изземање на истиот, односно барање на определување на друг надлежен суд кој би постапувал за оцена на обвинителниот акт до апелацијскиот суд Штип, бидејќи основниот суд Кочани има 6 судии, од кои едниот е судија од редот на судиите на АСЈО и истиот се уште не може да постапува по овој предмет со оглед на предвидената кривична санкција за кривичното дело за кое се товарат обвинетите. Во меѓувреме, родителите на починатите во пожарот веќе доставиле официјално барање за средба до обвинителството во Кочани и сега се разгледуваат можностите да се најде локација во Кочани каде би се остварила средба помеѓу надлежните обвинители за несреќата и семејствата на загинатите во дискотеката, на која би им биле објаснети сите аспекти од поднесеното обвинение, информираат од јавното обвинителство за 24. Но голготата за родителите на починатите деца продолжува. Тие се секојдневна мета на закани и навреди на социјалните мрежи, кои деновиве кулминираат и на родителите им се закануваат дека ќе останат и без децата кои им се останати живи. Студентите во блокада пак денеска поднесоа кривична пријава против председателот на Србија Александар Вучик, обвинувајќи го дека поради рейтинг ги посетил повредените од пожарот во дискотеката во Кочани во клиничкиот центар на Србија. Не сакаме политички конфликти, не бараме одмазда, туку одговорност. Тоа не беше само арогантен гест, туку понижување на здравствениот систем и на повредените луѓе. Изгорената кожа не е рекламна табла, правда за нив е правда за сите. Инаку, со обвинителниот акт правообвинети се сопственикот на објектот и менаџментот на ноќниот клуб Пулс. Покрај нив обвинети се и двајца поранешни министри за економија, Крешник Бектеши и Валон Сарачини, поранешната секретарка на Министерството за економија и уште 5 вработени во ова министерство, како и 3 градоначалници на општина Кочани кои биле на функција, додека ноќниот клуб работел во период од 2012 до 2025 година.